малку тренирав, малку се спремам, значи прилично сум готов, спреман веќе и се чека да дојде надпреварот сабота недела. Добро, во која категорија? Со што возило? Се надпреварувам во категорија 2000 кубици, значи во две класи ќе бидат тркачки надпревари, значи до 1600 и над 1600. Значи јас сум над 1600 со Opel Astra 2.0 турбо. Ќе се надпреварувам и ова е прва трка за тебе. Имаш ли трема, не знам конкуренцијата, имаш ли информации? Трема немам за оваа трка. Значи не ми е прва трка, мислам прва ми е автослалом трка. А во кружни трки и брдски имам веќе возено поеднаш. Така да, уште сум дебитант. Да. Апел? Порака? Порака до гледачите. Да учествуваат сите. Значи кој може да се пријават, има уште значи пријави. Со стандартни автомобили, не мора да бидат тркачки и ги поканувам сите граѓани да дојдат да мислам да гледат таму. Значи подготовките се во тек. Можем да кажем дека 90% се е завршено. Значи не ни е прв пат овој автослалом да го организираме во Струмица, значи трете по ред. За прв пат во историјата на Македонија се организираше во 2005, а оваа година за прв пат како прва трка во склопот на шампионатот на Македонија. Значи сабота и недела, кој што кажавте, ќе биде на тренингот и надпреварот. За информација една дека техничкиот преглед и верификацијата на автомобилите ќе се организира во центарот на Струмица. После колоната ќе оди на тренинг надпревар во плацот на Автомотосавез. Така да ја ги поканувам гледачите и публиката од Струмица да дојде. Ќе биде интересно за прв пат да видат 25-6 аута распоредени во 4 класи. Тренингот почнува во 12 часот од сабота, а трката исто во 12 во недела. Сметаш ли дека ќе биде интересна трката во недела со оглед на овие 25-6 имиња, можеби повеќе ќе се пријават на првата автослалом трка кој што ќе биде во дел од државниот шампионат на Македонија. И она што би сакал да ве прашам, ќе има две возења. Дали ќе се збират времењата на двете возења или пак ќе се оди на најдобро време? Значи најдоброто време, значи ќе има две возења по 3 круга, али победникот ќе биде кој ќе има подобро возење од едниот сет на 3 круга. Така да дадовме малце поише се вози за да можат да се истренира поубаво и да имаат поише можност да ја научат стазата и да биде што побезбедно. Значи морам да кажем дека автослалната дисциплина што е организирана у принцип, таа е многу позната и во европските држави. Тоа е еден почеток на почетниците што сака да се занимаваат со автомобилизам. Значи тука брзината е критериум за одредување на прво, втори и трето место, али повеќе е спретноста и безбедноста. Значи најважно е спретноста. Поради тоа што тоа е спора патека со кривини, така да ќе биде возбудлива, ја мислам, во секој случај. Ќе биде една, не е новост за Струмица, ама почне една нова ера, морам да кажам, у шампионатот на Македонија, што на крај нормално ќе има прогласување од збирот на 3 или 4 надпревари во Македонија.